Коце Трајановски ги задолжува граѓаните на Скопје во висина од 7 милиони и 300 илјади евра за луксузната административна зграда на водовод. Иако кога започне да ја гради зградата, Трајановски тврдеше дека изградбата ќе се финансира од сопствени средства. Овој кредит скопјани ќе треба да го враќаат во следните 12 години со висока каматна стапка од 8%. Имајќи во предвид дека проектираната зграда за водовод има површина од околу 5000 квадратни метри, цената на чинење за 1 метар квадратен во оваа луксузна зграда надминува фантастични 2000 евра за квадратен метар. Градоначалникот Коце Трајановски продолжува да се луксузира и да ги троши парите на граѓаните. Опозицијата постојано укажува дека ова е нелогичен и прескап проект. По кој знае кој пат повторуваме дека најсоодветно е недоизградениот објект на водовод во сегашната состојба да се продаде. Парите од продажбата би се искористиле за многу поскромен, енергетски ефикасен, нормален објект во кој што би можеле да се задоволат потребите на вработените од водовод. Советничката група на СДСМ и коалицијските партнери го прашува Коце Трајановски. Зошто Трајановски инсистира на градење на луксузен објект за водовод, што ќе чини повеќе од 2000 евра за метар квадратен? Кој профитира од оваа сделка? Која е логиката да се гради луксузна зграда наместо парите да се наменат за изградба на водоводна мрежа или замена на постоечките азбестни цевки? Дали е ова, како и сите други проекти од Скопје 2014, уште еден начин на кој што Трајановски и ДПМН перат пари?